Почитувани медиуми, позади нас е патот Куманово-Свети Николе, долг 42 километри. Тој пат за граѓаните на Источна Македонија беше од круцијална важност за комуникација со Куманово и со Република Србија. Но тој пат, за жал, не беше повеќе од 40 години рехабилитиран и беше во многу лоша состојба. И сега може да видите дека комплетно е саниран 42 километри во цела должина. Значи, пошто некој знае да коментира дека сме проскокнували некои делови, не, во цела должина и една од најдолгите дестинации што е рехабилитирана оваа година. Исто така, веќе сме околу кај Куманово, да кажам дека се завршени Куманово Опае, Куманово Никушта, Куманово Пелинце, проекти кои што стоеле со години, нечепнати, незавршени. Многу битна работа е делот што се работи према Крива Паланка. Значи, Ранковци Крива Паланка веќе половината и повеќе е рехабилитиран и продолжува, рокот му е до пролета, но во меѓувреме едниот тендер од Куманово до Страцин, Ранковци, едниот тендер е завршен и треба за 3-4 дена да се знае изведувачот, значи да се започне од Страцин према Ранковце, а преку ИПА оди тендерот и треба да заврши некаде по моја информација за месец и пол дена од Куманово до Страцин, што значи пролетта ќе продолжи и ќе заврши комплетно 2020 година од Куманово до Крива Паланка комплетно рехабилитиран пат. А паралелно на тоа се работи експресниот пат кој што е во непосредна близина. Исто така, за 10 дена очекувам да отпочне тој не е со кредит од ЕБРД, но и со дел грант од ЕБРД од Паланка до Деве Баир, каде што ќе се прават 3 ленти, каде што ќе се прават 6 нови моста и реконструкција на 2 моста, значи комплетна проширување на тој пат, се со цел веќе наредната година од Куманово до Деве Баир да граѓаните, учесниците во сообраќајот возат по безбедни патишта. Ова за ден-два треба да заврши, бидејќи завршени се тендерите, се под рок на жалба за фамозниот Искрин мост, кој што вие може да се уверите не бил долги години третиран и не знам зошто, но тендерот завршува и очекувам веќе за да имаме изведувач за некои си недела дена, за да може да отпочне и таа негова реконструкција, бидејќи се работи за сериозни оштетувања, а за доста голем објект. И исто така во теке тендерот и за мостот на Драгоманце. Убава работа што исто се случува, што треба да се примети, но и апел до граѓаните, можете да видите дека од Табановце до Куманово, од Куманово до Скопје се сечи, се чисти цела вегетација, се собира ѓубре, да се потрудиме, еден апел сите да го задржиме, патот да не биде чист и убав, а да не заборавиме во непосредна близина, ова денес прв пат го изјавува, може да посетите да видите, на автопатот Миладиновци, Свети Николе што е, се садат 600.000 садници, 300.000 веќе се засадени, тоа беше ветување од премиерот дадено самото отварање и се продолжува со цел да завршат и тие останатите садници, кои што се користат, тоа е багрем кој се користи за спречување на слечиштата, но и за добра животна средина. Благодарам.